Почитувани гледачи, добро утро. Понеделник, прв работен ден во оваа недела. Првото утринско кафе се надевам дека ќе го испиете следејќи ја утринската програма Нов ден. Април месец, символичен месец, карактеристичен за кумановските, односно македонските планинари. По тој повод денес гостин кај нас во студиото е господинот Мартин Величковски, генерален секретар и водич на Сдружение на спортско-планинарски клуб Козјак од Куманово. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, чест ми и задоволство да пијам понеделничко утринско кафе со вас, бидејќи ова е месец на планинариве. Април месец се буди природата, се будиме и ние. Ви благодарам на поканата, се надевам дека на оваа тема многу сме зборувале и ќе зборуваме, бидејќи од секогаш природата е на прво место, природата и човекот идат секогаш заедно. 7 април Планинарското друштво Козјак од Куманово наполни 36 години од обновување на клубот. Меѓутоа тогаш нели велигденски празници и одлучивме 22 април да го одбележиме по повод 36-ти роден ден со една планинарска акција, каде што пешачевме од Куманово до Арбанашко со организиран превоз и од Арбанашко до Планинарски дом Длабочица, од Планинарски дом Длабочица до водопад во село Длабочица. Се вративме во Планинарски дом, заедничко организирано планинарско гравче и од тука заминавме до Арбанашко. Убава километража, убаво време, позитивни луѓе. Вчера ни беа исто така гостин во Планинарски дом Длабочица од велосипедски клуб од Куманово, каде што возеа од Куманово до Длабочица со велосипед и обратно. Поздрав до нив, посебно до Емил Цветанов, Денис Ѓорѓиевски и нивната комплетна група. И сега вака. Споменавте појдовте од Куманово до селото Арбанашко, таму имавте некој свечен ручек. Ние се немаме видено со вас од минатата сезона на Нов ден. Што е она што се случуваше во првиот квартал, можеби од годинава? Ајде да ги запознаеме гледачите. Токму така, значи како не мава времето, така и нашите активности не бркаат се напред да одиме. Многу има промени во состав на федерацијата, значи во состав на програмата и во состав на нашите активности. Значи, нормално што си функционира она летна планинарска школа на клубот, покрај тие нови членови што морат да стекнат некоја обука за планинарење, каде што вршиме настава во нашите простории во Куманово и потоа ги изнесуваме на терен. Покрај тоа имаме обврска за маркирање на патеки, како што е Бислимска клисура, веќе трета година како ја работиме со општина Куманово и се надевам дека во иден период за година-две Бислимска клисура ќе биде убава една атракција каде што ќе можат сите љубители на природата, на велосипедизам, на планинарење, на спортска ориентација, на кајакарење да видат што нуди Бислимската клисура. Покрај таа патека што ја обележуваме и со патокази и со маркирање на патеката, значи тоа е тешка патека, средно тешка патека, ако е должината 7 км, но меѓутоа си има свој состав на тежина. Значи, покрај таа патека ние имаме обврска и на нашата планина Козјак, каде што ги маркираме нашите патеки за движење, безбедно движење на планинарење. Тие патеки мора секоја година да се обновуваат во пролет, во есен да се измаркираат, за да не дојде до загуба или лутање на патека. На самите планинари. Колку време веќе стана како ти си член и дел од овој планинарски клуб? Па вака, јас сум член 31 година во овој клуб. За овие 31 година
поминато многу безброј убави акции планинарски организирани, искачени врвови како во Бугарија, Мусала највисок врв на Балкан, во Грција Олимп, Триглав Словенија, безброј спортски ориентации, маршеви планинарски, меморијали, станав водич 2002 година со лиценциран. Исто така имам лиценца за маркацист во нашиот клуб, така да сега веќе на 5 мај се јавуваме и како организатори на еден хуманитарен настан на Матка, значи нашиот клуб од Куманово, 2 клуба од Гостивар, 2 клуба од Скопје, заедно со Федерација на планинарски спортови на Македонија и Црвен крст имаме еден хуманитарен планинарски настан, каде што ќе имаме пешачење тој ден, дарување на крв, промоција на сите планинарски спортови на Македонија, музички хепенинг и едно заедничко планинарско гравче. Затоа ќе зборувам малку подоцна пред терминот на 5 мај, ги поканувам сите љубители на планина, на настан, сите хуманитарни луѓе можат да учествуваат на 5 мај да видат што нашиот клуб и Федерација на планинарски спортови има сработено и што нуди понатаму за останати членови и нови членови планинари. Како етапно се менуваше интересот за вклучување во овој клуб? Еве, 31 година веќе ти си член. Како беше интересот тогаш, како ве сега? Бидејќи сега некако, еве, младите, децата, ја имаат таа зависност од социјалните мрежи. Колку всушност тие се одлучуваат да се вклучат во еден таков клуб? Токму така, многу убаво прашање. Значи, во нашиот клуб од 7 до 77 годишна возраст членуваме. Ја кога станав член, првата акција ми беше на Фрушкогорски маратон. Тогаш Југославија, нели? Поранешна Југославија, каде што во клубот членува различити генерации и сите бевме исти. Меѓутоа, од 90-те години наваму, почна помалку да финансискиот дел, бидејќи ние сме невладини организации, кај луѓево да се појавува многу финансиски проблем и се постепено се делеа на групи, ако може така да се каже, структура на групи. Но меѓутоа, затоа Федерација и ЦСО, Центар за стручно способување, оформија центар за да ние водичи формираме планинарски школи, да привлечеме повеќе млади и тие млади за да можат, еве сега што спомнавте и вие, скоро секое дете има телефон, таблет, на интернет, на компјутер. Родителите треба, прво почува од самите родители, да деца ги запишат дали на планинарење, дали на пливање, дали на одбојка, дали на фудбал, на било што, да имаат сабота и недела активности во планина, во природа. Затоа што сега знаеме дека ние сами се финансираме, но меѓутоа, кога се здружиме како едно семејство, трошоци бидат поделени и тука сме ние за да вршиме едно предавање, значи за областа на планинарење, зборувам од нашиот клуб, значи да се запознаеме поблиску со природата, со нашиот Козјак, бидејќи Козјак има 2 планинарски дома, не само Козјак, убавината на Плачковица, на Шар планина, на Караџица, на Екупица, надвор од Македонија. Се надевам дека овој апел ќе стигне до родителите, да бидејќи во Куманово постојат многу спортски клубови, многу здруженија, каде што самото дете ќе проба дали се наоѓа во аикидо клуб, дали се наоѓа во велосипедизам, дали во планинарење. Сето тоа мислам дека потекнува од самите родители. Тие клубови се формирани, сите работат волонтерски, сите работат на една база да може да привлечат што повеќе млади, за да ги тргнеме од телевизија, од интернет, од компјутери, од, како да кажам, некој вид на зависност, вака да имаат каде да, само желба да изразат, имаат каде да членуваат. Значи, Куманово е голем град, голема општина, богата, каде што општина Куманово ги помага скоро сите здруженија на невладини и мислам дека има капацитет и секој може да си пронајде кај се наоѓа. Така. Сега, колку често вие се состанувате и разговарате за тековните активности? Нашиот клуб има секој вторник и останати клубови на ниво на Македонија имаат секој вторник во 19 часот состаноци, каде што ние работиме и по програма, но меѓутоа и се договараме за викенди или покана од некој друг планинарски клуб од Македонија или надвор и спрема таа програма се упатуваме секој викенд дали до нашите планинарски домови или на искачување на некој планинарски врв.
Најчесто претпоставувам дека ги прифаќате и поканите за планинарење надвор од Македонија. Нормално е, затоа што ние планинариве, нели сега се гледаме на Facebook кој каде е заминал, колку врвови освоено и слично. Порано не беше така, порано беше на состанокот, фотографии беа, ако ги извадиме, да одиме у сликара да направиме некоја фотографија, а сега сите можат да видат кај се движиш, колку си километража и така натаму и слично. Но меѓутоа најдобро е, јас сум многу против тие социјални мрежи, бидејќи на самиот состанок што ќе се договориме, тоа ќе го реализираме сабота и недела. Сега да напишеш порака, идам и јас, меѓутоа нити знам дали имаш опрема планинарска, лична, колективна планинарска опрема, кондиција, дали имаш тренинг, дали си припремен, дали можеш таа висина да ја совладаш на планина. И затоа апелирам повеќе да не сум толку многу против таа социјална мрежа, но меѓутоа да се искорнат тие некои работи за да можат лично да се видат сите планинари, сите колеги и нови членови да присуствуваат на состанок и да донесеме еден последен заклучок, дали можеме сите таа патека или тој врв да го искачиме, или планинарски дом, или работна акција, или било што. Сега, како се движи бројката со членовите? Дали може би приближно Па знаете? вака, ние во нашиот клуб имаме релативно многу млади членови, тоа ме радува и поздрав до нив и до родителите, бидејќи ние станавме повеќе и семеен клуб, ако може така да кажам, бидејќи родители со децата идат заедно на планина, децата си имаат едно предавање планинарско, родителите си имаат други активности. Во нашиот клуб некаде околу 78 имаме активни членови, имаме и пасивни, нели пасивни се на месец-два како имаат слободно време и скачаат на планина, но меѓутоа поздрав до сите членови, бидејќи во последно време нашиот клуб многу учествува на хуманитарни настани, на хуманитарни акции, како што се работни акции, волонтерски, крводарителски акции. Патека што ја маркираме на Бислим, сите работиме од љубов и волонтерски, сакаме да допринесеме за да кога ќе помине некоја година има резултат, да знаат дека членови на планинарско друштво Козе Куманово ја маркирале патека и ја одржаваат во тој временски период понатаму. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза, малку и ние да одмориме, па ќе се вратиме во студиото и продолжуваме со разговорот, почитувани гледачи. Останете со нас. По-добро не те знае, кога ќе ги свиеш верите, нешто смислуваш. Никој жив не ја чита лесно како ти, книгата на моите слабости, но се препреваш. Не вера во коса ти мириса, на кошула копче ти скинала, рани на усните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ќе издржам солзи во очите, со друг во ноките, а мене ме лажеш и што и да кажеш ќе преболам. Да ме чујам! Од мене нешто смислува, не верам во коса ти мириса, на кошула копче ти скинала, рани на усните, но не се од мене, а срце по тебе во гради ме гребе, ќе издржам
usните, но не се а срце по тебе погради ме гребе, ке издржам солзи во очите, со друго ноките, а мене ме лажеш и што и да кажеш ке преболам, а мене ме лажеш и што и да кажеш ке преболам. Господине Величковски, да продолжиме со разговорот. Еве во еден неформален разговор, додека траеше музичката изведба на Тоше Вроевски, вие споминавте дека со купување на планинарска значка, тоа всушност е иницијатива за реконструкција на планинарските домови. Па вака, значи, веќе скоро месец дена, последни месец дена, иницијатива на еден планинар од Куманово, се покрена иницијатива за обнова на пленарски домови, бидејќи во Македонија ние клубовите кубуриме, да кажем, ако може на некој начин со пленарските објекти, бидејќи на еден клуб да постои мора да има и пленарски дом за да бидат комплетно реализирани една пленарска акција и сите пленарски активности. Значката е 120 денари, веќе некаде околу 2000 бројката се продадени. 120 денари символична цена, символична значка, каде што со таа цена донирате за обнова на пленарски домови. Таа сума на пари оди во Федерација на пленарски спортови, е формирана комисија и таа комисија одлучува за понатаму каде, на која дел на Македонија на планина или на кој пленарски клуб му недостасува некој објект за реновирање или поставување на контейнер. Ја поздравувам ова иницијатива и се надевам дека останати љубители на планина или хумани луѓе можат слободно да се јават во било кое пленарско друштво во Македонија, да изразат желба и да земат една пленарска значка. Освен оние активности кои што ги планирате на состаноците, до каде ќе биде местото до кое ќе пешачите и така натаму, се случува веројатно понекогаш и да преноќите на некое место. Колку ви е интересно во тие моменти тоа дружење со луѓето со кои што многу години сте поминале едноставно? Па вака, значи, еден пленарски дом се користи за ноќевање. Една пленарска тура почнува дома и завршува дома. Но меѓутоа треба да се убаво испланира, временски, организира, за да бидеме сите живи здрави заминати, живи здрави вратени. Пленарски дом, зборувам за Лабочица и останати во Македонија, пленарски домови, сите имаат опремено кујна, спална, дневна, трпезарија, убав пленарски двор и убава планина и природа. Сите се организираме со пешачење на некој врв, бидејќи сите пленарски домови во околината имаат некој пленарски врв. Кај нас пример е пленарски врв Перен 1326 метри надморска височина, Китка 1211 и уште безброј помали врвови од Илјадарка тука на Косјек. Сите може да се искачат и да после тоа искачување сите заминат во пленарски дом, да имаат заеднички ручек, заедничка вечера, заедничко дружење, тука да разменат мислење, дали е напорна патека, дали е маркирана патека, дали ќе разговараме за нова патека од некој пленарски врв до пленарски дом, ноќевање, пример 2 дена или 3 дена, зависно од планина и од активности и зависно од организацијата на клубот. Обично сите пленарски домови, сите пленари ги користат за ноќевање. Сето време го поминуваат на планина, во природа. Искачување на врв, берење на чаеви, берење на пеќурка и слично. Сега, кои се оние следни активности кои што ги планирате? Секако дека ќе се видиме во месец мај, веќе еве средбата однапред ја договоривме. Што е она следно на програмата? Па нормално, како и сите клубови во Македонија, така и нашиот клуб работи по програма, но меѓутоа во секоја програма има и дополнена активности.
така да еве сега стартуваме месец мај, значи стартува природата, стартува многу убаво време. Ќе спомнам 2-3 работни акции во нашите планинарски домови, бидејќи секогаш во пролет и во есен се прават работни акции, средување на простории, кречење, средување на дворно место, маркирање на патеки, поставување на патокази. Тоа е обврска на клубот, но меѓутоа и бидејќи планинарите ги користат тие планинарски домови, мора да се средат како дома што правиме генералка, така се прави генералки во планинарски домови. Месец мај е многу богат за активности планинарски. Тука е Фрушкогорски маратон, тука е на 12 мај Димитар Илиевски мурато пелистер искачување, тука е Васил Франковски. Значи во месец мај е и Тито Врв, последен месец викенд во месец мај. Така да од нашиот клуб има направено распоред кој е за работни дел на работни акции, кој е за искачување на врвови, бидејќи семејство Антевски веќе трета година стартуваат со искачување на 36 врва над 2000 метри во Македонија, така да мислам дека оваа година ќе им биде завршна и ударна и ќе ги завршат сите планирани активности. Во нашиот клуб има многу млади членови нови кои се Колку минатиот пат кога разговаравме, имавме можност да слушнеме колку години има вашиот најмлад член, па и едно мало подсетување. Најмлад членови се на Игор Крстевски, веќе тоа се 6-месечни бебиња, бидејќи нивните родители се планинари, како моето дете, мојата ќерка и неостанати членови, значи ние од нула, моментално од 0 до 77 годишна возраст. Меѓутоа, сите си го наоѓаат место во пленарски дом, во планина, во природа и за сите имаат, на сите им исполнет ден. Овие најмали имаат посебна програма, значи посебен режим на планина, меѓутоа во последно време и почнавме со посебен режим на исхрана. Така. Дали со вас веројатно честопати одат и членовите од Црвениот крст од Куманово како помош? Па вака, значи поздрав до Црвен крст Куманово, поздрав до Црвен крст на Република Македонија, бидејќи учествуваат во сите планинарски активности на Република Македонија. Колку ви се неопходни, господине Величковски? Па вака, ние значи прва помош мора да пружиме. Јас како водич сум обучен за таа прва помош и меѓутоа во последно време патеките нели што се одржаваат се доста средно тешки и тешки, така да секогаш ќе имаме потреба и на лесна патека и на 10 километри, на 7 километри, на 20 километри ни е потребна прва помош. Луѓе во Црвен крст се често гости кај нас и ние кај нив, бидејќи ги користиме нивни простори за предавање за прва помош. Сега во брзо време ќе имаме предавање од лекар специјалист по кожни болести, бидејќи сега месец април се буди природата, се будат алергии, инфекции и слично, така да имаме убава соработка со нив, луѓево се обучени, волонтери, знаат да пренесат нивно знаење на нашиве планинари, а ние нашето планинарење на нив. Така. Правиме уште една кратка музичка пауза, која ќе биде избор на колегите од режија, па се враќаме во студиото. Come and take me, I can show you how it's done. Come and take me when no one is around. Come and take me, I can show you how it's done. We'll be lost and we'll be. If you want me, I can tell you what it's all about. You were standing in the shadow and wondering why you're in the dark. I want a deeper, deeper love. I want you by my side. Just let me go deeper, go deeper. Come and take me, I can show you how it's done. Come and take me when no one is around. Come and take me, I can show you how it's done. We'll be lost and we'll be found. We'll be lost and we'll be found. Have you ever thought about it? We went too far, now there's no way back, no way back. Have you
what you'll find will blow your mind. I want a deeper, deeper love. I want you by my side. Just let me go deeper, go deeper. Come and take me, I can show you how it's done. Come and take me when no one is around. Come and take me, I can show you how it's done. We'll be lost and we'll be found. We'll be lost and we'll be, baby, you and I will be lost and found. Oh, we'll be lost and found. Have you ever thought about it? We went too far, now there's no way back, no way back. Have you ever thought about it? We went too far, now there's no way back, no way back. We'll be lost and we'll be. Освен, господине Величковски, освен припадниците на Црвениот крст за кои што еве вие напоменавте и изразевте благодарност дека е неопходно да ве придружуваат на тие патеки, кој е се уште ваша придружба? Па вака, значи, нашиот клуб е најстар клуб во Куманово. Има безброј пријатели, љубители на планина, како што се и од други клубови на Македонија. Нашиот клуб е многу збратимен со други планинарски друштва, посебно од Велес, од Србија, со Кукавица од Лесковац. Во последно време, и баш ме радува, тоа е нов клуб, Крос Циклинг од Куманово, каде што веќе еве вчера беа наши гости на нашата роденденска забава и веќе стана и некој од нив и дел и членови планинари, значи преминаа веќе и планинари во нашиот клуб, и така да се надевам дека во блиска иднина и во скоро време ќе имаме уште заеднички активности. Ние ќе бидеме гости на нивни активности, нивни акции организирани и они на нашиве. Тоа е многу убава идеја и еден апел до сите љубители на планина, до сите љубители на природа, сите што сакат да видат Козјак, бидејќи нашиот клуб стопанисува со 2 планинарски дома, можат слободно да се јават во нашиот клуб, да не побарат, да се дружат, да видат, да научат нешто, но меѓутоа сите ќе имаме едно исто мото. Движи се, да не заборавиш да одиш. Додека ние разговаравме, гледачите имаа можност да видат дел од инсертите, некои слики, па да ги прокоментираме кратко. Токму така, еве веќе ова се членови на клубот, ова е заеднички ручек припрема пред планинарски дом во Длабочица. Времето беше преубаво, не послужи времето, имавме убав и лесен чекор, бидејќи вчера што пешачевме е патеката околу 25 километри, значи Арбанашко планинарски дом, ова е некаде пред самиот испод врвот Перен. Значи Арбанашко планинарски дом Длабочица, Длабочица водопад и обратно. Ова е се млади членови планинарска школа Ивановски, браќата Ивановски. Значи тоа се дечиња за пример, не само они, и сите останати други млади кои идат по стапките. Ова веќе припрема пред ручек од водопади пешачење, едно заедничко гравче и заедничка дружба. Ова е дружење, бидејќи планината е дружење помеѓу човекот и планината. Ние можеме до утре, еве ова е веќе на самиот старт на Арбанашко, каде се припремаме да пешачиме, една група за планинарски дом, останати за водопад. Се надевам дека ова е веќе во дворот на планинарски дом, ова се прекрасни планинари и веќе овие се учествуваат во крводителски акции дарување на крв. Ова е вашиот брат или вие? Јас тоа сум. Добро. Значи, Да напоменеме дека не е оптичка илузија. Точно така. Ваш апел за крајот на ова издание на Нов ден? Па вака апел. Чест ми е задоволство, уште еднаш ќе кажам, да го пијам понеделничко утринско кафе со вас. Ги пратите Благодарам. нашиве активности. Се надевам дека и понатаму ќе продолжи соработка помеѓу нас и вас. И еден апел до сите кумановчани и сите што ја гледаат и пратат ова убава емисија
прекрасна телевизија, излезете од дома. Видите што убавината, планината, природата ви нуди. Бидејќи денеска тоа што го има, утре можеби ќе го нема. Ќе научиме нешто плюс, ќе се дружиме, се од љубов. Се што би кажала би било премногу, Нато. Токму Еве, со така. оваа ваша убава мисла јас би го затворила денешното издание на Нов ден. Ви благодарам што бевте наш гостин и што еве задоволството беше и мое да пиеме утринско кафе и ет, да се разбудат гледачите со овие убави мисли и со овие убави пораки кои што вие им ги упатевте преку оваа Благодарам емисија. на убави зборови, се надевам дека се од срце и еве една покана и до вас, комплетно целиот тим на К3 телевизија, да имате еден убав прекрасен викенд, пешачење со нас заедно. Да се надеваме дека и тоа ќе го оствариме. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Не го менувајте каналот, останете со програмата на К3 телевизија. Ја следна средба ви закажувам утре со почеток во 10 часот. В очи сега гледај ме, не сум губитник, ти знај, не се предавам до крај, нема раѓање без паѓање, отвори душа, признај ми, што све сега јас и ти, пола мое во тебе, а пола твое спие во мене. Ајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело.